Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Бог мисли за тебе цело време. Реков, Бог мисли на тебе постојано. И знаете што? Тој не мисли ништо лошо. Јас го нарекувам ова, ако е скрчено, Бог може да го поправи. Еден ден започнав да барам податоци за зборот обнова. Да обновиш нешто значи да го направиш повторно ново, или дури да го направиш подобро отколку ново повторно. И ми се допаѓа. Ми се допаѓа таа идеја затоа што, знаете, кога ќе купите нешто сосема ново, тоа е како нема никакви гребаници, воопшто ништо. Мислам, тоа е, а ти само сакаш да седиш и да го наблюдуваш. Но кога имаш мебел, кој е стар можеби 20 години, поправа, се уште е убав, но може би има по некоја гребаница некаде или нешто друго. Но искрено, ако го наблюдуваме таквиот мебел, како и нашите животи, јас мислам дека токму тие гребаници и недостатоци се оние кои ни го изградиле карактерот. Амен. Па ова е прекрасен дел. Бог ја обновува нашата душа. Псалм 23:3. Тој ја освежува и закрепнува душата моја, мојот живот. Тој ме води по патот на правдата заради името свое. Нашата душа е се што е во нас. Таа е се она што не гледате, но навистина е поважна од она што го гледате. Без разлика колку добро изгледате однатвор, ако сте мизерни однатре, се уште ќе бидете доста мизерни. И дел од нашата душа е нашиот ум, начинот на кој што размислуваме. Знаете, можете да си изградите добар живот за себе си со тоа што ќе размислувате за добро, и можете да уништите добар живот со тоа што ќе размислувате лошо. Тоа е однесување. Какво однесување имате спрема нештата и спрема животот? Не мислите дека јас немам можности да го практикувам она што го проповедам, затоа што имам. Само затоа што ние стоиме овде и ги проповедаме овие нешта, немојте ни за минута да помислите дека ние немаме шанси да го живееме истото. Треба да се молиме постојано да бидеме силни однатре. Тоа беше една од молитвите на Павле за црквата. Во Ефесијани 3:16 тој вели: нека тој ви даде по богатството на својата слава, да бидете зајакнати и духовно исполнети со сила преку неговиот свети дух во вашиот внатрешен човек, кој се наоѓа во вашата најдлабока внатрешност и личност. Молете се за себе и за луѓето кои ги сакате. Секој ден, да тие бидат зацврстени внатрешно со силата на Светиот Дух. Силниот дух на човекот го подкрепува во телесна болка и неволја. Ако вие сте силни однатре, тоа ќе ве подкрепи во што и да дојде против вас однадвор. На емоциите им е потребна многу нежна грижа. Треба да се смеете. Јас излегов со мојата ќерка пред некој ден, минував низ тешко време и ми беше потребно да се смеам. И не знам што другите луѓе си помислиле. Мислам, јас скоро ползев низ една продавница наречена Здрава храна и се смеев толку силно. Мислам, тогаш ништо не беше смешно. Се беше смешно. Беше смешно едноставно затоа што беше смешно. И јас се смеев затоа што се смеев. Мојата ќерка рече: луѓето ќе мислат дека си пијана. Што ако те познаат? Јас реков: може би ти едноставно ќе си мислат дека сум среќна. Јас си реков откако тоа помина: јас се почувствував како шкаф полн со прав, отворен за да се излуфтира за прв пат после долго време. Знаете, затоа што нема многу смешни нешта кои се случуваат во светот околу нас, ние треба да ги создадеме. Јас само ќе ви дадам предлог со што можете да почнете и не се шегувам кога го велам ова. Смејте се почесто. Само смејте се. Смејте се кога сте сами.
Навистина, јас го правам тоа понекогаш. Јас само ќе си седнам и тоа прави да се чувствувам подобро. Ајде, само пробајте. Затворете ги очите и само насмевнете се. Сега, зарем не се чувствувате подобро? Искрено. Јас имам забележено кога го правам тоа. Тоа е како, јас чувствувам како нешто се ослободува овде само. Прифатете или не. Матеј 11:28. Дојдете кај мене, сите изморени, обременети и потиштени, сите под стрес. И јас ќе ви дадам одмор, освежување за вашата душа. Гледате, Бог сака да зборува на нашата внатрешност, на нашиот ум, на нашата волја, нашите емоции, нашето однесување. Тој се грижи за секој дел од тебе, особено за нештата кои се одвиваат внатре во тебе. Тој се грижи за она што се одвива во тебе. Ако ти имаш ранета душа, ние се молиме токму сега да Бог те обнови, да ти даде исцеление, нов живот и причина за да се насмееш. Некој да сакаш и некој да те сака тебе. Се молиме да најдеш уживање во нештата во кои другите луѓе не би нашли. Во името на Исус. Амин. Во ред, ние се забавуваме. Бог ја обновува нашата вредност. Пред да ги прочитам овие стихови, сакам да споделам една случка и ќе ви се допадне, затоа што е поврзана со Дрим центарот. Заради тоа што го направи тој пастор, започнувајќи го Дрим центарот во Лос Анџелес, тоа стана популарно и денес постојат 267 Дрим центри насекаде во Америка. Ние имаме еден од нив во Сент Луис. Најверојатно ние бевме едни од првите што изградивме еден. Тој рече дека овој е еден од најголемите. Тој запозна еден човек во Старбакс пред некој ден и тој човек подоцна дојде и разговараше со мене исто така. Но тој рече, а така беше убаво облечен и рече, сакам да знаеш дека јас дипломирав во вашиот дом за мажи од Дрим центарот пред 8 години. Ако некој е во нашиот дом за мажи во Дрим центарот, тоа најверојатно значи дека си дошол од улицата, зависен од дрога или алкохол, можеби само што си излегол од затвор, но ти немаш дом. Ти се наоѓаш таму затоа што си го достигнал дното, разбирате? Така, 8 години, и тој сега поседува своја компанија за градежништво. Тој е женет. Заедно со неговата жена биле на неколку мисионерски патувања и сега само што започнале нова црква во нашиот град. Как гледате? Пастор Томи продолжува. Гледайте на она што сте започнале. Видите, вие никогаш нема да знаете кога ќе го направите тој позитивен чекор на послушност према Бог. Никогаш нема да знаете кои ќе бидат последиците од тоа, а тоа е прекрасно. Но причината зошто сакав да го споделам ова, затоа што сум до делот каде што ќе кажам дека Бог сака да ја обнови твојата вредност. И така, не знам дали Дејв го прашал што му помогнало највеќе, или тој само му кажал на Дејв, но тој рече, кога ја слушнав Джойс како вели, Бог не ти се лути, дека ти си оправдан пред Бог во Христа и дека Тој те сака. Тој рече, тоа сосема го промени мојот живот. Никогаш не го слушнав тоа. Нешта кои ние ги слушаме и постојано ги земаме здраво за готово. И светот е полн со луѓе на кои никој не им кажал дека Бог ги сака. Дали знаете? Јас мислам дека повеќето луѓе живеат со тоа сомнително чувство дека Бог некако им е лут. Само како можеби
не знам, едноставно, не се молев правилно, не го направив ова. Колку мина од вас се согласувате дека понекогаш ние се чувствуваме како... Знам дека кога е за лошо, вие не сакате да кревате раце, правите едно од овие нешта. Јас поминав низ тоа многу години. Знаете, ѓаволот постојано ме потсетуваше на едно нешто кое што не го правев. Без разлика колку и да правев, постоеше едно нешто кое што не го правев. И така секогаш јас се чувствував малку лошо заради тоа, и ниту не забележав дека се чувствувам како дека Бог можеби не е задоволен со мене. Но видите, Тој не е задоволен од нас затоа што ние правиме се правилно. Тој е задоволен од нас затоа што ние веруваме во Неговиот Син Исус Христос. Дозволете да ви кажам нешто. Ако барате служба и се уште не знаете која е вашата, јас ќе ви дадам една сега. Сите сега ќе имаме служба. Вашата служба е да го направите вреден секој човек кој ќе го видите. Направете да се чувствуваат скапоцени. Само да се насмеемете на некого ќе направи да се почувствуваат скапоцени. Да речете, добро утро, прави да се чувствуваат скапоцени. Да им го запомните името, навистина ќе направи да се почувствуваат важно. Мене тоа не ми оди многу добро, но ви велам, пастор Мајк ги знае имињата на сите кои работат за нас и најверојатно ги знае и на половина од луѓето во оваа зграда денес. Едноставно добро му оди тоа, ме сваќате? Не сакам да признаам, но најверојатно има луѓе кои работат за мене 10 години, чии имења се уште не ги знам. Едноставно не ми оди тоа. Јас препознавам лица, но не имиња. Но добро е да пробате да ги запомните имињата на луѓето, затоа што тоа прави да се чувствуваат важни. Јас го слушнав ова и мислам дека е вистина. Луѓето можеби нема да запомнат се што си им рекол, но тие секогаш ќе запомнат како си направил да се почувствуваат. Зарем тоа не е добро? Само размислете. Вие сега сте во полновремена служба. Секаде каде што ќе одите, треба да направите некој да се чувствува скапоцено. И сакате да ја знаете вистината? Јас мислам дека таквите служби на многу начини се поважни отколку ваквата служба. Мислам, да, проповедањето, поучувањето, славењето и сите нешта на бината се важни, но ќе ви кажам, местото каде што живеат луѓето, каде се повредени е таму надвор на улиците. Токму таму се наоѓаат повеќето. Тие не се овде вечерва. Тие се таму надвор некаде и те ќе налетеш на некој од нив некаде утре или на двајца, тројца или четворица. Што ако направиш продавачката да се почувствува скапоцено? Ти благодарам што го правиш ова за мене. Навистина ја ценам твојата работа, наместо ако е таа преспора. И потоа сврти се да ти ја видите товажата со Исус на раката. Ајде, ако на некој му е потребно да се чувствува подобро за себе, слушнете. Исаија 43. Бидејќи ти си скапоцен во моите очи. Вие сте скапоцени. Ние обично тоа им го велиме само на бебињата. Ти си толку скапоцено. Но Бог ти го вели тоа вечерва на тебе. Ти си толку скапоцен. Заради тоа ти си почестен и јас те сакам. Јас те љубам. Бог ве љуби. Ти си уникатен. Нема дупликати со Бог. Не си случајност. Тој намерно те создал во утробата на твојата мајка, токму со неговите собствени раце. Псалм 139:13 до 18. Ќе ги погледнеме овие стихови затоа што се предобри за да ги поминеме. Зошто ти си ја создал мојата внатрешност, ти ме оформи во мајчината утроба. Јас ќе ти дадам благодарност и слава на тебе, затоа што сум чудесно создаден. Прекрасни се твоите дела,
Душата моја тоа добро го знае. Ниедна моја коска не се сокри од тебе, додека бев оформен во тајност, сложено и вешто обликуван, како да сум украсен со многу бои во длабините на земјата. Твоите очи го видеа зародишот мој и во твојата книга. Сега слушнете го ова. И во твојата книга се е запишано за мене, дури и деновите мои се забележани, кога уште не постоеше ниту еден од нив. Дори пред и да се родиш, секој ден од твојот живот веќе беше запишан во Божјата книга. И знаете што? Ние можеби сме изненадени, но тој секогаш е спремен за што и да се случи. И ова е прекрасно. Стих 17 и 18. Колку скапоцени се твоите мисли за мене, о Боже, колку се многубројни. Ако можев да ги пребројам, тие се побројни од песокот. Кога се будам, јас сум се уште со тебе. Дали знаете што ни кажува ова? Дека Бог размислува за нас толку многу, постојано. Бог мисли на тебе цело време. Јас реков, Бог мисли на тебе цело време. И знаете што? Тој не мисли ништо лошо. Тој размислува за твојот потенцијал, твоите можности, твоите дарови, како може да те благослови, како може да ти надокнади за некои болки што се ги имал во животот. И вели, ако можеш да ги изброиш мислите Божји спрема нас, тие би биле повеќе од зрната песок. Бог мисли на нас. Потоа ова, Лука 12:7. А вам и влакната на главата ви се изброени. Признавам, тој не мора да брои кај некои толку многу како кај другите, но... Сега, јас ги сакам моите деца. Немам изброена влакната од косата. Псалм 56:8 вели, тој ги собира нашите солзи во сад и ги брои нашите маки. Ако ние го веруваме ова, и нема само да глумиме како да читаме некаква приказна, каква врска сака Бог да имаме со Него? Мој Боже, тој вели, ти си толку скапоцен. Јас знам колку влакна имаш на главата. Јас го запишав секој ден од твојот живот во мојата книга, уште дури пред било кој од нив да се случи. Јас се погрижив за тебе. Јас ја имам секоја солза која си ја пролил во сад и секогаш кога си имал некаква мака, јас ја запишав во мојата книга. И ние знаеме дека сите нешта содействуваат заедно за добро. Татко, кој да е овде вечерва на кого му е потребна обнова на неговата вредност, јас се молам да ти го направиш тоа за нив токму сега. Помогни им, навистина да го слушнат она што јас го зборувам и да го земат за себе си. Затоа што има сила на исцеление во тоа. Во името на Исус. Амин. Сега, на брзина ќе поминам низ неколку од овие затоа што сакам да стигнам до последната, до што најчесто не стигам, но сакам и затоа ќе се обидам. Боже, обнови ја нашата доверба. Библијата вели во Филипјани 3:3 дека ние не се надеваме на телото, но нашата доверба треба само да биде во Исус Христос. Филипјани 4:13 вели: Јас можам се зашто тој ме повикал преку Христос кој ми дава сила и ме оспособува. Јас сум само доволен во Христовата достатачност. Ми се допаѓа ова. Јас сум спремен на се и сум способен за се преку оној кој ме напојува со внатрешна сила и сигурен мир. Сега ќе ви го кажам ова. Според ова што го читам, ти можеш и ти си. Прва Јован 5:14. Ова е увереноста која ја имаме како верници сме овластени пред Него, дека ако побараме било што,
Според неговата волја, според неговиот план и неговата цел, тој не слуша. Може би само треба да се помолиме повеќе. Добро, сега сакам да зборувам за Давид и Голијат за момент. Навистина, тоа е една прекрасна случка. 1 Самуил 17:40. Потоа тој го зеде својот овчарски стап во раката, си одбра 5 мазни камчиња од потокот, ги стави во овчарската торбичка што беше со него. Тој е неговата овчарска торбичка и со торбичката и прачката в рака излезе против филистеецот, џинот Голијат. Излезе и филистеецот, одејќи и приближувајќи се кон Давид. Пред него одеше оружоносец. Погледнете, филистеецот и откако го виде Давид, со посмев го изгледа, бидејќи тој беше млад, со румен и убав на лик. Филистеецот му рече на Давид: "Зар сум јас пес, па си тргнал против мене со овчарски стап?" Филистеецот да го проколна Давид со боговите своји, за кои ние знаеме дека се непостоечки. Филистеецот му рече на Давид: "Приближи се до мене денес и јас ќе им го дадам твоето тело на птиците небесни и зверевите полски." Тогаш Давид му одговори на филистеецот: "Морате да ја видите храброста која ја има овој млад човек од поминатото време со Исус на полињата." Давид му одговори на филистеецот: "Сега, колку поголем бил тој од Давид? Како 4 пати, 3, не знам. Голем, навистина голем. Давид немел никакво оружје. Тој немел меч, тој немел копје. Тој имал само прачка, 5 мазни камења и Бог." И Давид му одговори на филистеецот: "Ти одиш против мене со меч, копје и штит. Јас пак одам против тебе во името на Господ Саваот, Бог на израелската војска што ти ја навредуваш. Овој ден Господ ќе те предаде во раката моја и јас ќе те убијам. Ќе симнам од тебе главата твоја и ќе им ги дадам овој ден труповите на филистејската војска на птиците небески и зверовите земни, така да целата земја ќе дознае дека има Бог во Израел." Знаете ли зошто Давид го правеше ова? Тој не пробуваше да докаже дека тој е фраер. Тој стоеше за Божјата чест. Тој велеше: "Тој филистеец кој извикува кон сите тие лажни богови и никој од оваа армија нема да излезе да се бори со него. Па јас ќе одам." Затоа што тој поминал доволно време со Бог надвор по тие полиња, така што тој знаел дека неговата доверба е во Бог. Како и да е, вие знаете што се случило. Тие победиле. Бог е нашата доверба. На колкумина од вас ми е потребно обновување на довербата. Знаете, често доверба значи да го правиме она што мислиме дека треба да го правиме, да го направиме дури ако треба со страв. Ние мислиме храброст значи да немаме страв, но тоа не е точно. Храброста е чекорање нанапред во присуство на страв. Тогаш си храбар колку стравот е таму, а ти ќе речеш: "Јас нема да дозволам да ме сопреш." Јас се молам за луѓето кои изгубиле својата храброст. Луѓе кои се крајно срамежливи, до точка каде што тој им пречи да го прават она што сакат да го прават. Луѓе кои се несигурни. Луѓе кои можеби зачекориле напред и се чувствуваат дека себе си се засрамиле. И така, сега тие се вратиле чекор назад и не сакаат да излезат повторно. Јас се молам за храброст на сите овие луѓе и луѓето да прават повеќе во Твоето име и за Твоја слава отколку што правеле некогаш порано. Во името на Исус, амин. Дали ти се чувствуваш скршен денес? Знаете, сите ние правиме грешки. Но зарем не сте срекни што Бог е во бизнисот на обнова? Знам дека јас сум. Наместо нашиот поранешен срам, тој ќе ни ја обнови радоста на нашето спасение. Знаете, без разлика што и да ти се случило, или каде и да си во момент, не е предоцна за тебе. Ти можеш да почнеш повторно.